Поздрав до сите љубители на астрологијата и секако до сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша убава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот астролошки канал. Денеска сакам да зборувам за Сонцето во знакот Лав и за младата месечина која што ја очекуваме на 24. 7.2025 година. Значи, Сонцето го напушти хороскопскиот знак Рак и пристигна веќе во својот дом во знакот Лав, каде што ќе биде тука од 22.7. до 22.8.2025 година. Сите они од вас кои што се родени во знакот Лав, значи каде што Сонцето им се наоѓа во знакот Лав, го слават сега својот роден ден. И од мене исто така среќен роден ден до сите вас. Happy birthday! I wish you all the best. Ви посакувам све најубаво од срце. Бидете здрави и живи и весели. Тоа е најубаво. Сонцето е изворот на нашиот живот. Без Сонце нема живот на наша планета Земја. Без Сонце ќе не нема и нас. Затоа е многу битно да знаеме по која астролошка куќа се наоѓа нашето Сонце и кое поле Сонцето ни го осветлува, кои теми ни ги осветлува Сонцето и на што би требало да работиме. Затоа е многу битно во текот на нашиот живот целото е квалитет на Сонцето да го живееме. Затоа што без Сонце нема живот. Сега можеме да кажеме дека сите они од вас кои што се родени во знакот Лав ја имаат таа среќа да го имаат Сонцето како владар. Што значи тоа они имаат така среќа и така и така. Па да речеме тоа луѓе не е баш така. Тоа е само една реченица која што сегде сте ја може би прочитале, меѓутоа секогаш треба да се прочита целата и да се анализира целата натална карта за да дојдеме до тој заклучок. Сонцето е изворот на нашиот живот. Сите они од вас кои што се родени во знакот Лав го носат во себе тој сјај. Ја носат во себе таа љубов. Ја носат во себе таа топлина. Добронамерни се. Значи, лавот, неговата најголема мотивација е да сјае, да блиста. Неговата боја е секако жолтата боја, значи, ако тоа така го гледаме, и лавот тендира, например, они го сакаат златото. Да речеме, сите оние што се родени во знакот Рак, они па го сакаат среброто. Значи, таа е таа тенденција. Сите оние што се родени Сонцето, каде што е во знакот Лав, нивната боја е жолтата и они го обожаваат златото. Значи, нивната мотивација е да сјајат, да блистаат, да светкаат. Значи, таа е таа звезда внатрешна што ја имаат во себе. Сега, како што реков, таа е нивната звезда што ја носат во себе. Зависи сега ние како таа звезда ја живееме. Таа топлина, таа љубов што ја носиме во себе. Затоа што и оваа млада месечина ја има таа иста порака. Исто така се вели дека лавот
тендира да живее повеќе, да го живее своето его, него ли својата љубов, да го прати патот на своето срце. Зашто тоа така се вели? Зашто тоа е така баш? Многумина така кажуваат. Дали е тоа така исправно? И тоа секакош, пред тоа да дојдеме до тој заклучок, секако дека треба да се провери целата натална карта и да се води една комуникација со клиентот, дали е тоа баш така. Не можеме ние туку така едноставно нешто да докажеме. Без нешто да се провери, без нешто да се испита. Меѓутоа, да, точно е дека постои таа тенденција на сите они од вас кои што се родени во знакот лав, ако не го живеат патот на своето срце, што значи тоа ако не живеат својата внатрешна звезда на еден конструктивен начин, тогаш може тоа да се префрли и да биде егоцентрично. Значи да се живее тој егоизам што се вели. Значи другите ќе можат така да ве погледнат, ако вие другите ги да речеме не само да ги критизирате, него и да не ги прифатите во својот живот, да се ставите секогаш само вие првите на сцена, а другите ете да речеме не се толку битни. Ако тоа така се живе и се манифестира, па знаете дека во текот на животот постои една карма, која што вели: како делувам, така и тоа мое делување ќе ми се врати наназад. Ако не сакате некој нешто да ви направи, лошо да ви направи, тогаш немојте и вие тие работи на другите да им го враќате тоа. Битно е како ја живеам таа моја внатрешна звезда. Затоа што лавот ја бара бината. На лавот му е потребно тоа некој да му каже колку се убави, колку се успешни, колку убаво изгледаат. Добро, ајде да речеме тоа е едната страна. Меѓутоа, ако го гледаме тоа од другата страна, ако таа енергија сепак постане егоистична, да речеме само за мене, секако знаете, како што спомнав, го повторувам секогаш тоа, затоа што е многу битно да се знае, да не се заборави, дека постои карма. Закон на привлечноста, како јас делувам, така и тоа назад ми се враќа. Ако делувам егоистично, и секако дека еден ден и тоа секогаш назад ќе ми се врати. Затоа, бидете отворени, живеете таа внатрешна звезда што имате во себе. Со едно отварање на вашето срце према другите исто така. Секако на прво место према себе си и потоа со другите. Бидете отворени, покажете ја вашата звезда со една голема страст и љубов. И така ќе бидете автентични, прифатени. И тогаш ќе не мора да ја живеете таа другата деструктивна страна на лавот. Сега, ајде нешто да кажам кратко за оваа млада месечина која што не очекува на 24 јули. Значи имаме таа енергија кога што сонцето и месечината прават една конјункција со себе. Ние тоа, значи го викаме конјункција, а тогаш уствари имаме во нашиот космос една млада месечина. Значи, месечината ќе не можеме во овој период да ја видиме. Сега, таа енергија на таа млада месечина, младата месечина сака да не мотивира и ни дава шанса да нешто ново да започнеме. Нешто сосема ново.
Секогаш треба да погледнеме каде се наоѓа за сите оние другите од вас. Каде се наоѓа знакот лав во вашата натална карта. Кое поле ќе биде сега тука активирано на оваа млада месечина, значи сето тоа ќе биде на вториот степен. На вториот степен во знакот лав. Сега за вас потребно е да прегледнете во вашата натална карта дали имате некои лични планети измеѓу 0 степен и 5 степен, да речеме во знакот лав. Ако имате тука некои лични планети, како што е Сонцето, Месечината, Венера, Марс или Меркур, тука вие сте секако лично ќе доживеете некој нов почеток. Секако и подзнакот лав ќе доживее таа енергија, исто битно за нив да знаете на кој степен почнува вашиот подзнак во знакот лав. Сега, што е многу битно за оваа млада месечина да се каже, како што спомнав во почетокот во ова видео да зборувам, кои карактеристики ги има знакот лав. Значи, во овој период ќе можете сите, да речеме, што се родени во знакот лав и сите оние што се родени во тие огнени знакови, како што е Стрелецот и Овенот, кои што имаат на почеток, значи некои лични планети, исто и они ќе имаат таа могуćност, таа шанса нешто ново да почнат во својот живот. Битно е, уште еднаш го спомнувам, каде се наоѓа знакот лав во вашата натална карта. Кои се тие битни аспекти во оваа млада месечина на 24.7. Што е битно да се каже? Значи, со една млада месечина имаме могуćност нешто сосема ново да започнеме. Кои битни аспекти ги прават Сонцето и Месечината? Че оваа млада месечина прават еден доста добар аспект, да речеме еден тригон со Сатурн и Нептун во знакот Овен. Овие оддалечени планети се ретроградни. Меѓутоа, оваа млада месечина прави еден фантастичен тригон. Што значи тоа? Ако имаме некоја нова, аутентична, креативна идеја, да речеме. Една автентична, креативна идеја, која што сакаме да ја манифестираме во нашиот живот. Постои голема шанса за стабилност и таа желба секако ќе може да ни се оствари. Меѓутоа не туку така, затоа што овие планети се ретроградни и потребна е верба во тоа и секако една дисциплина. Значи, треба да работиме на нашата желба, на таа креативна, автентична идеја што ја имаме. Сега, значи, таа е една доста добар аспект што го имаме тука, тој деструктивен аспект што го имаме, кој што може да биде доста манипулативен, или да биде лажен, или да биде невистински. Значи, ако таа наша идеја што имаме, некоја креативна идеја што си ја замислуваме, може би да биде некоја љубовна авантура, секако и тоа може би да биде. Секогаш имаме повеќето варијанти кои што би можеле да бидат. Меѓутоа, најбитните се една креативна идеја или па може би некоја љубовна врска. Ако сте сигурни во таа љубовна врска, или па тоа го чувствувате во вашето срце, дека таа личност е нешто за вас, значи тука постои голема шанса за тоа да ви се оствари.
Секако, овие транзитните, оддалечените планети се ретроградни, затоа е малку потребно време да се почека, да се работи на таа авантура љубовна или љубовна врска, преку една врска на дисциплина и верба секако. Меѓутоа, сето тоа треба да стигне и да биде од вашето срце, без никаква манипулација. Ако тоа го работите од страната на вашето его, ако егото влијае повеќе него вашата желба, знаете дека Плуто, затоа што оваа млада месечина прави една опозиција, што значи младата месечина во знакот Лав на вториот степен, а од другата страна, значи спротивно од знакот Лав, стои знакот Водолија. И тука се наоѓа на вториот степен ретроградната планета Плуто. И сега, значи, овде имаме една позиција, каде што се бара една хармонизација. Хармонизација на тие две страни. Значи, од едната страна ни постои една сигурност на еден нов почеток, кој што мора да биде страствен, мора да биде вистински, тоа што си го посакуваме. А да не да го нешто да си посакуваме што може да биде една врста на манипулација или некого друг да манипулираме. Знаете, имаме тука една опозиција и Плуто тоа нема да го дозволи. Плуто не ги дозволува тие лаги. Плуто го бара тоа вистинското. Плуто го бара тоа што е автентично. Значи, може да доживеете од другата страна, од спротивната страна, значи каде што стои Плуто. Некој вас може би да ве манипулира. Ако не бидете искрени, бидете искрени во вашата желба. Што сакате? Која креативна идеја ви се врти во глава? Кој нов партнер може би или некоја љубовна авантура ви се врти во глава? Во тој случај треба да бидете автентични, без манипулација. И само тогаш ќе бидете успешни. Значи, само тогаш ќе можете овој нов почеток на еден најубав начин да го живее. Значи, таа е таа порака на оваа млада месечина, која што ја очекуваме на 24.7.2025 година. Драги пријатели и љубители на астрологијата, толку беше сега од мене. Се надевам дека ви дадов доста битни информации на кои што ќе можете да размислите. Кој е заинтересиран за една лична анализа на својата натална карта, тука сум за вас. И ако сте заинтересирани за една соларна анализа на вашата натална карта, што значи тоа дека Сонцето веќе пристигна во знакот Лав, соларен хороскоп е за една година, значи да речеме, еве сега, ако имате роден ден, па до следниот ваш роден ден, тоа е една врста на анализа на натална карта која се нарекува соларен хороскоп, каде што можеме да прогледнеме за една година, да речеме, кои теми се сега многу битни и актуално ќе мора да работите на нив. Значи, тоа ќе ни открие тој соларен хороскоп. Ако сте и за тоа интересирани, тука сум за вас, слободно ќе можете да ме контактирате. По секој случај, живејте го овој период, на овој летен период,
So ova maksimalna energija na soncetu na jedan najubav način. Vi posakувам убав ден и до скоро. Чао!